Фабриката за производство на навлаки за автомобилски седишта на американската компанија Adient, поранешен Johnson Controls во Тирс во Струмица, треба да биде готова до јуни годинава. За 2 недели во новиот капацитет што почна да се гради пред 10 месеци, треба да бидат монтирани машините и опремата, информираше денеска директорот на Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони Виктор Мизо. И покрај политичката криза во државата продолжуваат активностите и поддршката на странските инвеститори. Инвестицијата на Johnson Controls изнесува 20 милиони евра, ќе произведува навлаки за автомобили, сличен производ на тие во нивниот капацитет во Штип. Што значи 750 работници од овде од Струмица и Струмичко веќе одат на работа во постоечки под кирија што го земале овие. Точно. Кој беше адаптиран за нивните потреби и сето тоа. Уште 400 ќе бидат до нова година. Така е. И уште околу 400 ќе бидат до година. Потоа планирате. Така. Може би повеќе. Не можеме да знаеме. Ќе произведуваат седишта? Навлаки за седишта. Навлаки за седишта, да. Сличен производ како она што е во Штип, со тоа што овдека има различни клиенти, не се истите клиенти за кои произведуваат таму, и тоа значи дека ако ги земеме фабриките во Штип, овде во Струмица и Леар во Тетово, сега ќе имаме 3 фабрики во Македонија кои произведуваат сличен вид на производ навлаки за седишта. Паралелно со оставањето во функција на новите капацитети на новата фабрика Adient, се работи и на инфраструктурата во зоната каде се планирани милион евра и нејзина комплетна функционалност од есента. Како значајна инвестиција, Мизо ја истакна изградбата на фабриката во Желино, каде што ќе се произведуваат целосни седишта за потребите на фабриката на автобуси Ванхул. Таму се планираат 350 вработувања, а инвестицијата во првата фаза е планирана до 7 милиони евра. Ја го спомнав уште пред 2 месеци на едно интервју, ама вчера веќе и со инвеститорот и со име на компанијата и со се. Тие го потпишаа договорот за закуп на објектот во Желино. Така. И таму тие од 1 јуни ќе започнат со активности. И она што вчера инвеститорот сам го кажа дека планот му е, иако ќе почне само со 60 луѓе во првата фаза, да стигне до она што е постигнато веќе во Полска и во Турција, значи до 350 луѓе да стигне вкупната бројка на вработување. И таму ќе се гради целото седиште, значи метални компоненти, ќе има заварување, ќе има CNC машини и на влаката која се гради во овие фабрики, значи ќе биде по-комплетен Таму производ. Ќе почне со 60 на вработени, ќе стигне до 250. До 350. До 350. Мизо информираше дека Ван Хул го завршиле и вториот дел од втората фаза од нивната инвестиција и стасале до 900 вработувања, до крајот на годината планираат 1000. Тој информираше дека и ОДВ Електрик во Охрид до крајот на јуни треба да го префрли производството во новиот капацитет. Инвеститорот таму планирал проширување на објектот што е на површина од околу 5000 метри квадратни, при што се планирани 500 вработувања. Во капацитетот на Костал пак се ангажирани 90 вработени, а се планира исто така и проширување на производството.